Македонската економија секојдневно се соочува со проблеми предизвикани од големото зголемување на цените на горивата, на електричната енергија, што влијае на прехранбените продукти и се што ги зголемува трошоците на животот на граѓаните, што пак ја зголемува сиромаштијата. Неопходна е вистинска помош од државата за бизнисите и за граѓаните. Македонија е во постојана енергетска криза подолг период, зашто веќе со месеци владата воведе и кризна состојба. Руската инвазија врз Украина само дополнително иницира нов бран на ценовни шокови. Цените на примарните производи, храната, енергенсите и металите дополнително секојдневно растат. Мерките на владата, како замрзнување на цените и ограничување на трговските маржи, не дадоа доволно ефект кај стопанството и кај граѓаните во ваква ситуација и затоа што не нудат целосен одговор на состојбата. Тоа можеше да се види вчера, кога само по 8 часа од објавување на мерките, бензините енормно поскапеа и тоа второ драстично поскапување за 2 дена. Со предлогот за намалување на акцизата кај нафтените деривати, зашто ВМРО ДПМНЕ поднесе предлог уште пред 2 недели, е едноставен и конкретен. Со него цената на бензинот би се намалила за цели 13 денари, а на дизелот за 9 денари. Наместо тоа, владата даде комплицирана мерка, а резултатот го видовме веднаш потоа. Огромен скок на цените на горивата. Покрај ова, голем дел од мерките беа промовирани како нови, а истите претходно се дел од предлог закони кои се наоѓаат во собраниска процедура или веќе се донесени и се на сила. Во ситуација кога стапката на инфлација во Македонија во февруари на годишно ниво достигна околу 8%, годинава во однос на февруари лани, трошоците за живот се повисоки за 7,6%, а цените на мало се повисоки за 8,6%, се соочуваме со несигурност, неизвестност и страф од продлабочување на кризата. Владата требаше да ги предвиди светските енергетски текови и да ја обезбеди државата навремено со енергенси и да ги оспособи македонските капацитети и државните резерви. На граѓаните веќе одамна им е прекуглава од празната реторика и лажната загриженост изразена преку префрлање на одговорност. На граѓаните им е потребна конкретна поддршка и вистински решенија кои ќе го подобрат стандардот и квалитетот на животот, сега и веднаш. Ви благодарам за вниманието.